53-годишниот охриѓанец Мирче Крстески буквално половина од својот живот го поминал во казина и обложувалници, во тој магичен круг од кој тешко се излегува. Долговите се поголеми од сумата која што реално може да се спечали и врати за еден човечки живот, а најголем влог е токму животот. Пред да стане премногу доцна, Крстески, кој одлично знае како функционира организирањето на игрите на среќа, формира Сдружение за превенција од хазардни игри Кво Вадис. Старосната граница се спушта, коцкањето станува порок на деца од 13 и 14 годишна возраст, од коцкарниците им се премногу достапни. Само во Охрид има околу 53 обложувалници и казина, колку што нема образовни институции, вели тој, отворено раскажувајќи ја својата животна приказна, а ја просведочија и другите членови на Сдруженијето. Зборуваа за растурените семени гнезда и цели семејства кои комарот ги завил во црно. Само оваа година по својот живот посегнаа двајца охриѓани. Се коцкав до скоро, травми, значи секакви, од секој тип. Крајно е веќе значи до помислување на одземање на сопствениот живот. Не ти се живеат, поќе ги сакаш овие околу тебе, мислиш на нив дека со тој чин ќе ги спасиш луѓето од себе си. На луѓето им е премногу достапно коцкањето. Дури децата што се малолетници, постари малолетници, доаѓаат до степен, например, да им дадат пари на постари врсници за да се обложуваат за нив. Со сегашниот предлог за измени во Законот за игри на среќа се предлага само дислокација на казината и обложувалниците од училиштата, што според правниците е премалку и нема да придонесе да се спречи патолошкото коцкање. Овие луѓе не може да се контролираат со 20 денари влог. Овие цела плата ќе потроша таму, целиот имот и нивниот личен имот на семејството, целото нивно семејство ќе пропадне. Целта на државата не треба да е да живеат играчи, газдите на сопствениците на тие трговски друштва на кои им дадена лиценца, затоа што тие живеат на штета на овие луѓе. Коцкањето во меѓународната класификација е регистрирано како болест и додека останатите држави само од опкружувањето како Србија и Хрватска прават регистри на лица кои се соочуваат со овој порок, влегувањето во казината е исклучиво со лични карти и изјави дека се коцкаат во сопствено име, при што се евидентира нивниот влез и излез, кај нас државата не превзема ништо. Во собраниска процедура се влежат измени на законот со кои нема да се променат нештата во општеството. Коцкањето ќе го земе својот данок, а институциите пасивни. Стручната фела никој не анимира. На денешниот едукативен настан на Охридскиот плоштад, иако поканети, не се одзва ниту еден од кандидатите за градоначалници и представниците на политичките партии.